Денот на Даниел Василев со вклучените во оваа благородна иницијатива. Сплотеност е можеби зборот кој најдобро ја опишува Македонија по најголемата трагедија од осамостојувањето до денес. Платформата Сапорт Кочани е место кое што ги обединува младите кочанчани од различни сфери, меѓутоа и волонтери како од Кочани, така и од останатите градови, тука се секако и преживеаните од оваа трагедија. Нивната цел и задача е да соберат што е можно повеќе пари и донации за настраданите. На нивната страница може да ги најдете сите оние информации кои што ви се потребни, меѓутоа и директно да донирате за сите оние кои што се повредени. Господин Стоилов, вие сте еден од основачите на Сапорт Кочани. Од каде целата оваа идеја и како се собравте во луѓе, бидејќи во канцеларија има 20-30 луѓе? Вака, целата идеја најпрво започна по еден разговор со еден од нас. Буквално еден од родителите се јави и кажа дека им треба финансиска помош. Тоа беше мајка на две деца, едното повредено, другото двете деца и беа повредени, едното хоспитализирано, другото повредено домашна нега. И свативме дека се споделуваат сметки на Facebook, на сите социјални медиуми. Бевме заедно со Иван и почнахме да дискутираме за систем дека ќе ги централизираме сите овие сметки и донации. Не знаевме точно како, но имавме идеја дека сакаме средствата буквално да бидат на време и директно до родителите на децата кои беа хоспитализирани во тој момент. Пошто види, во тој момент ние имавме деца испратени во различни градови, Стокхолм, кои знаеме дека има огромен стандард. И сакавме само да обезбедиме донации за тие луѓе да можат да функционираат нормално во градови кои имаат далеку поскап стандард од нашиот овде во Македонија. Идејата буквално се роди дискутирајќи како да го направиме. Имаше различни идеи, морам да напоменам, но свативме дека ова е единствен начин на кој можеме директно да помогнеме на родителите. Решивме да направиме еден обичен вебсайт каде што ќе исподелиме сите сметки. Сите сметки на родители буквално кои и треба донација. Морам да напоменам дека некои од родителите се откажа уште при првото контактирање со нив. И четврток буквално овде во оваа канцеларија седнавме јас, Иван, Ненад и уште некои од дечките, направивме прва верзија од нашиот вебсайт за многу кратко, за некој саат. Пуштивме најосновна веб страна со сите информации доволни за некој да може да донира средства на погодените. И дечките кои се доста популарни на социјалните медиуми споделија видео, повика на донации, видовме дека се тоа функционира, првите потврди стаса дека веќе луѓе донираат. Исто така повикавме на волонтери, пошто свативме дека ова ќе биде малце по-голем проект од оно што иницијално го замисливме. У истиот ден веќе извадивме трета или четврта верзија до крајот на денот. Буквално беше се најобично, после почнавме да размислуваме на целиот user experience и работи кои ќе помогнат на луѓето, на хуманите луѓе кои што сакаат да донираат. Тоа сега да прашам, бидејќи ова е сега веќе една сериозна платформа, на вашата веб страница може да се најдат буквално сите оние информации кои што се потребни и за луѓето кои што се директно засегнати од оваа трагедија, меѓутоа и за оние кои што сакаат да се информираат. Буквално е ова направено од почеток, од нула. Колку работа имаше, колку луѓе беа потребни за да се направи една цела ваква платформа, за да можат да се спојат сите оние кои што сакаат да донираат и донираат со најпогодените? Види, на почеток ние стварно извадивме буквално наједноставна веб страна која само
дава информации. Во моментот сега е направено малце по-комплициран систем, пошто у позадина обработуваме потврди од сите донации, имаме статистика, колку се донира, пратена статистика од каде се донира, имаме приказ, секојдневно ги менуваме работите, правиме нови верзии каде што луѓето на поедноставен начин можат да дојдат до информација и моментот дека има уште работа да се направи, ни требат секако волонтери. Најпрво почнавме тројца, но после повикот се појавија млади дечки, деца што сакат да помогнат. Тука морам да напоменам дека не се само од Кочани, имаме од нашите соседни градови, од Виница, од Штип исто имаме дечки кои волонтираа и се состави еден тим од 30 души. Составивме различни тимови, буквално имавме кол центар, имавме центар за медиуми, имавме дизајн каде што едитиравме постови за социјални медиуми, исто видео, reels и слични видео материјали кои ги постираме на Инстаграм и Фейсбук. Беше една сложена операција и ни треба доста луѓе. Исто имавме дата entry, пошто многу од информациите прибавени од родителите на повредените лица најпрво требаше некој да ги провере, внесе. И беше една сложена операција, не толку сложена колку што имавме притисок од времето. На нас буквално ни требаше сега, не ни требаше после 5, после 10 дена. Затоа ни треба повеќе луѓе и мислам дека многу добро се организиравме и под притисок кој го имавме во тој момент направивме еден проект, еден систем каде што Македонија и странство може да донира. Морам да напоменам дека уште некои од податоците ги немаме, затоа што тешка е комуникацијата. Вие морат сите да сванат дека имаме повредени луѓе, имаме луѓе тешка состојба и не е најлесно да се комуницира со родителите или нивните блиски, така да и самите они не можат уште да отворат трансакцијска сметка за донирање од странство. Така да има уште работа, но секојдневно работиме на тоа. Ве контактираа ли можеби други организации, други здруженија, можеби од наши кои што се во диаспората за да ви помогнат да се приклучат на целиот тој проект? Да, првите 2 до 3 дена немавме некоја комуникација од организации кои сакат да донираат преку нас, но од после се појавија сите оние кои, не сите, но голем дел од организациите кои собираат средства во различни држави. Тука морам да спомнам Италија, Германија, Англија, луѓе кои собираат во нашите заедници таму, луѓе кои собираат преку GoFundMe или на некои помодерни или креативни начини. Не контактираат, во постојана комуникација сме, но сите чекаат една заедничка сметка дека ќе можат да ги пуштат средствата директно на неа и овде ќе ги распределиме на сите кои се во нашиот систем и кои сакаат да примаат донации. Работеме на систем, сакаме буквално се да биде дигитализирано. Технички не можеме до крај, но имаме систем веќе кој директно ги распределува сите средства, буквално ги ваде провизиите и регуларните трошоци и ги деле сите средства и ги пушта на повредените и на починатите кои се во нашиот систем. Само технички, за колку време пристигнуваат парите до семејствата? Вака, сите средства кои се пуштени од Македонија, од трансакцијска сметка од Македонија, тие ги добиваат истиот ден, доколку се иста банка, мислам, одма. Веројатно можда. Ако не на крај на ден, тоа зависи од банките, они како ги процесираат. Од странство сите знаеме дека треба ден, 2, 3 додека девизен прилив пристигне на наша сметка. И секако имавме една забуна, пошто стартувавме фактички пред викенд и многу имаше забуна кај голем дел од
луѓето дека има повеќе средства во нашиот систем. Но во Македонија банките не распределуваат средства за време на викенд, така да требаше време додека легнат во понеделник. Како и да е, мислам дека петок беше ден дека пристигна доста средства кај оние дека што највеќе им требаат. И тоа е еден, мислам, голем успех. Вики, има 5 нови трансакции за лоцирање, ако можеш да ги лоцираш? Да, ќе ги внесам во систем. Во рамки на платформата Сапорт Кочани формиран е и кол центар, чија што претпоставувам задача била да комуницира со сите засегнати страни. Каква беше улогата на овој кол центар кој што беше формиран токму тука? Улогата на кол центарот беше всушност да стапиме во контакт со семејствата на повредените. Целта беше да добиеме повеќе информации и при тоа согласност за нивните информации да бидат објавени на нашата веб страна. Многу е сензитивна темата и улогата на кол центарот наистина имаше голема задача. Самото јавување, самиот разговор со родителите знаеше да биде многу потресен при ден денес, бидејќи се уште во функција. При самиот разговор се внимаваше доста како ќе се изразуваме, што ќе прашаме и нивните информации понекогаш мораше да ги побараме и писмено, бидејќи во таква травматична средина и тие не знаат баш како да постапат. Морам да кажам огромна благодарност до нив, бидејќи ни веруваа и ни се доверија. Останавме во контакт со нив доста долго, бидејќи многу од семејствата нема девизни сметки, така да тоа дополнително ни се испраќаше и дополнително беше прикачувано на самата страна. Постојано денеска добиваме пораки, благодарност до нас. Ние, како што во неколку наврати имам изјавено дека не го правиме ова за никаква благодарност, ама едноставно кога ќе слушнеме добри вести од нивна страна, знаеме дека навистина сме на добар пат и ова што го правиме вистински има смисла. Можем да претпоставам какво било чувството во еден таков момент да се јавите на родители, на роднини, кои што можеби имаат загинати, кои што можеби имаат повредени. Како беше целиот тој процес, колку беше тоа стресно? За стресност искрено, во тој момент, бидејќи се брзо се случуваше, не можам да кажам дека многу размислувавме, туку веднаш гледавме да испуваме. Вака како одминува времето, се повеќе ни тежи, но гледаме да се справуваме со сето тоа. Бидејќи во кол центарот многу од луѓето бевме откочани и едноставно ги знаеме, и самите фамилии, можеби не лично, но се познаваме. Кочани е мал град. Така да, навистина е тешко да се зборува со нив и се трудиме кога ќе зборуваме и кога ќе разговараме со нив да им пружиме и поддршка, да знаат дека навистина се грижиме за нив. Родителите знаат да ни кажат убави вести, добиваме вести каде што нивните деца се добро и тоа не многу радува. Многу од нив се наши пријатели, познаници, така да, како што реков. Исто така добивме убава порака од родител пред некој ден, каде што ни рече дека сака да биде тргнат од страната, бидејќи повредената личност е доста добра, така да нема потреба да наци. И тоа е нешто кон кое што се, мислам, и стремиме ние овде. Аце, каква е статистиката за последното видео? Даре имаме 340.000 прегледи и 65 коментара. Сега ќе ги пролистаме коментарите да видиме дали има некои нејасни прашања околу донациите. За малку повеќе од една недела, профилот на Инстаграм на Сапорт Кочани има повеќе од 25.000 следбеници, но на овој профил работи цел тим. Дел од овој тим е Ивона Тодорова. Ивона, зошто толку голем фокус на социјалните мрежи?
Фокусот на Сапорт Кочани е само еден, а тоа е што повеќе пари да се донират за нашите другарчиња. А фокусот на социјалните мрежи е за тоа што они ни се алатка. Ние ги гледаме како еден тунел, за да ве доведеме вас и луѓето што донират до веб страната на Сапорт Кочани, дека што ќе можат да донират за нашите другари и да се оствари главната цел, да си дојдат што побрзо сите кај нас дома. Колку овие бројки на следбеници влијаат и на онаа конечна бројка на донации? Па, според логика, нели, колку повеќе луѓе можат да знаат, да имат таа информација и да пристапат до веб страната, има и повеќе донации. Оно што можеме да забележиме од Инстаграм профилот кој што го користите, буквално е еден вид на медиум, со оглед на тоа што ги споделувате сите оние важни информации кои што им се важни прво на семејствата на настраданите, потоа за сите оние кои што ги интересира што точно се случува. Од друга страна објавувате и сведоштва на родители, сведоштва на луѓе кои што биле присутни таму, сведоци, луѓе кои што помагале таа кобна вечер. Како ли целиот тој процес кога ги работите социјалните мрежи? Прво, како што кажавте дека ни служи како медиум, морам тука да кажам фала и до вас, медиумите, и до некои инфлуенсери што помогнаа тај наш медиум да стане стварно медиум и стварно да има толкав рич. За постовите, како што кажавте, верувајте дека на Сапорт Кочани нема пост што нема приказна за него. Односно, јас не можам да кажам дека ние тиму што сме за социјалните мрежи обмислуваме што треба да се објаве, туку тоа се доаѓа природно и органски. Се е, како што кажавме, за целта да има што повеќе донации. Например, како што кажавте, сакаме само да олеснеме како да се дојде до тие донации. Првична идеја ни беше одредени инфлуенсери што ги прашува, луѓето што им поставува прашање што им беше нејасно дали како да донират или слично, ни ги препраќа, а ние одма тоа го објавувавме, нели, да објаснеме како оде тоа. Друго, како што спомнавте за нашите другари, вие го нарекувате тоа, нели, сведоштва, ама пример како настана тоа. Улезе наш стварно тука на сите другар на едно дете што ни е тука од тимот и братучет, и вика, дечки, знам дека спиете тука буквално, пошто ние не си одиме тука од канцеларијата, и он ми вика, јас вика навечер имам проблеми, навечер не можам да дишам, имам проблеми со дишењето, не можам да се спием, може ли ноќеска да дојдам тука со вас? И секако, он нели дојде ноќта и ние тука си разговараме. И пример, у таков момент, ово е само едно преголемо брейнсторминг, ние сваќаме дека он кажува суштински работи. Пример, он на нас не споделуваше психолозите што се му кажувале и слично, и на него му вика, дечки, на него му текна и му вика, дечки, ово треба, нели, да го знаат луѓето, може да помогне. Ние објавуваме работи само што можат да помогнат. И он дојде како пушти апел, нели, што кажуват психолозите, што кажуват други стручни лица, така да секој пост на Сапорт Кочани има некоја таква приказна и сите доаѓаат природно. Колку вие ги барате оние луѓе кои што зборуваат? Можеби тие ве бараат вас? Никој не тражи никој. Само ја тражиме целта. И целта е донирајте, ни требат сите другарчиња да ни се вратат тука. Значи, како што ви кажав, само на сите да ни биде полесно. Дојдат на кафе, еве сега искрено да кажам, едно од дечињата и што збори ни дојде со кутии пици, пошто да јадеме, ние тука забравиме и да јадеме, и не ги тражиме ни ние, ни они нас, туку едноставно се најдеме тука. Ви благодарам многу и само би посакал онаа цел која што ја имате зацртано, што е можно побрзо да стигнете до неја, и ќе ми биде многу мило доколку придонесеме колку што можеме во оваа ваша битка. Донирајте и ќе придонесете. Благодарам.